34 забелешки достави невладиниот сектор во врска со предлог законот за бесплатна правна помош. Тие побараа законот повторно да се врати во доработка во ресорното министерство, со што на граѓаните ќе им се овозможи полесен пристап до бесплатна правна помош. Предлог законот за бесплатна правна помош беше поместување во однос на претходниот, затоа што нудеше подобри услови, значи полесни услови за граѓаните да може да остварат бесплатна правна помош по однос на имотот, по однос на приходите што ги остваруваат. Не се бараше веќе да имат определен статус на приматели на социјална парична помош и слично. Меѓутоа имаше законот други недостатоци кои што се однесуваат на начинот како ќе се овозможува претходна правна помош, како ќе се овозможува секундарна правна помош од адвокатите, како тоа ќе се финансира. Досегашниот закон е премногу рестриктивен и нефункционален, реагира невладиниот сектор. Досега до невладината ЕХО 180 граѓани побарале правна помош, а до ресорното министерство поднесени се само 11 барања, од кои повеќето се одобрени. Статистика за бесплатна правна помош задолжена за статистички податоци Министерството за правда и се уште го нема ставено достапно за јавност извештај од годишниот извештај за примената на бесплатната правна помош за 2017. Има бројки за 2016 на ниво на организација, значи ние некаде над 180 случаи годишно бараат помош во нашето здружение. Предлог законот за бесплатна правна помош до собранието на разгледување е доставен во февруари годинава, а се очекува да биде изгласен најдоцна до септември.